денес да учествуваме на втората за оваа година во денешната кампања за консолидација, една од најбитните теми во земјоделството, за која што правиме целосни напори да ја подигнеме јавната свест и заинтересираноста на луѓето, како едно особено значајните политики во стратегијата за консолидација, но и во програмата за работа на владата и навистина со нашето присуство и со вашето и на началниците да се присутни, ставаме силен акцент за потреба во окрупнувањето и на сите овие напори кои што ги правиме заеднички со ФАО, а во рамки исто така и на проектот поддржан од страна на Европската унија, каде што имаме проект во околу 2,5 милиони евра, кој што го реализираме преку ФАО, а со финансиски поддржан целосно од Европската унија, започна во 2017 година, ќе трае до август 2020 година. И ова се во тој контекст и во тие рамки и овие активности кои што ги имаме. Доволно зборевме во претходниот период. Јас се радувам што интересот, особено каде што 2018 година поминавме низ државата, навистина се зголемува и особено значаен за оваа тема и затоа сметам дека навистина многу аргументи има кои што земјоделците и сите ние најдобро ги знаеме како институција во полза на постапките и оно што ни е потребно за консолидацијата, како возможно групирање на парцелите, за окрупнување, постигнување правилни форми, пристап до неопходната земјоделска инфраструктура, до патишта, до нивите, до системите за наводнување, многу аргументи кои што се особено значени за оваа работа. Затоа активностите за реализација на стратегијата за консолидацијата во тековната фаза се подпомогнати, како што кажав, надвор од сите наши активности како министерство и од страна на проектот за мониторирање на националната програма за консолидација на земјишта Mainland, за кој што кажав финансирано од ЕУ, поддржан од ФАО и имплементиран заеднички од ФАО и од Министерството. Малите и расепканите парцели резултираат со ограничено на земјоделско производство, со големи транспортни производствени трошоци, неможност за примена на современа технологија и за развој инвестициони планови, поради неискладливоста малите и расепканите парцели неретко остануваат и необработени. Со консолидацијата на земјиштето ќе се овозможи секој земјоделско стопанство да поседува земјиште на поголема површина со правилни форми наспроти малите парцели на различни локации. Тоа донесува или тоа води и кон намалување на производствените трошоци, намалувањето на трошоците за обработка, ќе зголеми продуктивноста и конкурентноста на земјоделското производство и можноста за примени на производствени методи и технологии во секој поглед, како и можностите за изградба на нова или подобрување на постојаната земјоделска инфраструктура. Оно што сакам да го кажам дека минатата година во рамки на проектот Mainland Министерството заедно со ФАО идентификуваше 12 региони, 12 подрачја во државата со највисок потенцијал за интерес за консолидација на земјоделското земјиште. Сеќам филма како заеднички одевме по сите овие рурални општини, каде што навистина особено оние најистакнатите земјоделски региони во државата отворивме сите овие можности кои што сега стојат на располагање. Сега во тек на тие 12 идентификувани или 12 региони во државата, мислам да 5.000 парцели, во тек изработка, веќе се одберени и во тек изработка на физибилити студии за изводливост на како основа за определување на идните консолидациони проекти. Оно што се наводи на првите 5 физибилити студии, кои се утврди Царев двор, Оптичари, Соколарци, Спанчево. Тие работи се знаат веќе овој месец, март 2019 година. И наскоро ќе има повеќе за останатите 5 постапки. И навистина со сите сили сме фокусирани. Ова е долгорочна работа, ова работа со некои од новинарите кои пишуваат колку време се треба. Битно е навистина да ја започнеме и сериозно да
представени како тоа, има земји кои што на 50 години, но е необходна, особено кога знаеме структурата на земјоделското земјиште во Република Северна Македонија. Оваа година заедно со ФАО е заклучуваме новата кампања во втора и прилично првата работовница на 12 март сме во Струмица и нашето лично присуство навистина сакаме да даде придонес во целата подигање на свеста кај луѓето за неопходноста за реформа за модерно конкурентно земјоделство, дека окрупнувањето, консолидацијата е еден од неопходните постапки. Оваа година треба да направиме избор на 12 нови подречја во државата, каде што е потребно и може да се реализираат постапките за консолидација на земјиштето. И во тој процес, меѓу другото, Министерството е насочено кон подобрување на информирање на јавноста, потенцијалните корисници на политиките и останатите учесници во процесите, како и кон идентификација на областите каде во следниот период ќе започнат нови проекти на консолидација. Покрај прекомерната рецепканост на земјоделското земјиште и малите парцели, општините во Кумановскиот регион представуваат јаки земјоделски заедници со потенцијал за понатамошен развој. Затоа во наредниот период интензивно ќе работиме на зборување на интересот кај земјоделците да се вклучат во овој регион во процесот на окрупнување и да имаат корист од сходите на овој процес. На денешната работилница овде во Куманово од страна на сектора за консолидација во рамки на Министерството Кирил Георгиевски, тука се сите клучни чинители ќе ве информира за стратешките цели на политиката на консолидација, а земјоделците целта да дознаат како да аплицираат во новиот циклус на доставување на изјави за интерес за проекти за консолидација на земјиштето со поддршка на Министерството и на проектот, особено значајно и представници поддршни единици на Министерството, на Агенцијата за поддршка на развој, клучните чинители кои што треба да бидат запознаени на терен да работат со самите земјоделци. Како Министерство и како потенцирав да имаме посебен сектор за консолидација во рамки на Министерството, особено благодарност патуваме до ФАО за нивната ангажман, вклученост и знаат колку притисок правиме постојано да колку можеме да ги забрзаме сите овие активности кои што не се едноставни, не се лесни, но мора да сме трпеливи во тој поглед и благодарност тука од Куманово до Европската унија заради тоа што не поддржува за реализација на овој проект со 2,5 милиони евра, допълнително учествие финансиски и ФАО во целиот овој проект и е дел од сите активности на Министерството и на државата во поглед на една од клучните стратешки цели и политики кога зборуваме за едно модерно конкурентно земјоделство. Благодарам на сите вклучени и на домаќините што возможно да помагат ова правиме. Целта е да се подигне свеста и информираност на граѓани партиципенти, не застануваме тука и на секој начин на терен заеднички институциите, Министерството, АПРЗ, сите би се вклучени во поглед на идентификација и можност ова година уште 12 подрачја во кои што треба да идентификуваме потреба и можност од консолидација на земјоделското